krilja kak da si metneh i v naši strni da si preletneh. Na naši mesta ja da si idam, da vidam Stambol, Kukuš da vidam. Da vidam da li sunce i tamo mračno ugrevjat kako i vamo. Ako kak ovde sunce me stretit, ako pak mračno sunce to svetit, na put dalečan jake se stegnam i v drugi strani ke si pobegnam. Tamo kaj sonce svetlo ugrevjat, tamo kaj nebo zvezdi posevjat. Господине Ружевич, современата американска писателка Ерика Джонг во една своја песна вели: светот мора да има некој кој ќе му ја чувствува болката и да зборува за неа. Тоа е поетот. Дали е поетот осуден да ја пренесе таа болка на светот, а при тоа да не ја замрази поезијата? Poetka może jest świetna. Може би е таа одлична поетеса, но ова тврдење е банално, зашто секој може да изразува болката. Професорот, војникот, попот, а и поетот. Дали судбина на поетот е да му ги пренесува на светот маките, болката што другите ги преживуваат? Најверојатно не. Поетот може да ја пренесува болката, лутината, радоста. Со голема недоверба гледам на моите поетски остварувања. Со голема недоверба тие дела ги слушам. Не можев да сватам дека поезијата постои макар што е човекот убиен. Убиен е оној што ја повика поезијата во животот, договорениот јазик кој требаше да го изрази она што не може да се изрази. Правиот мотор и причината на моето творење беше омразата кон поезијата. Се бунев поради тоа што таа преживува, што постои и по крајот на светот. Рамнодушна, божествена, неприкосновена со своите законитости, прописи, поетики. Со сомнеш гледам на тие остварувања. Ги составив од преостанатите зборови кои преживеале, од неинтересните слики, од големото ѓубриште, од големите гробишта. Во 47 година ја издадовте првата стихозбирка Неспокој. 47, па 57, 67, 77, 87, 50 години активно творештво кое што е исполнето со многу стихозбирки. Еве јас сега ќе набројам само некои од нив. Тоа е Црвената на раквица, Сребрениот клас, Отворена поема, Форми, Лица, Трето лице и еве. Во 87 година доаѓа Златниот венец на Струшките вечери на поезијата и како на најубав начин да заокружува едно ваше 50 годишно творештво. Што значи ова признание за вас? No, była to dla mnie również niespodzianka, że w Macedonii pamiętali. За мене беше изненадување што во Македонија се сеќаваат дека веќе речиси 50 години пишувам поезија. Тоа е многу долго. Тоа е речиси половина век. Се разбира, тоа ме израдува. Oczywiście ucieszyłem się z tego. Na temat nagród trudno mi jest mówić, czy one poecie pomagają. Тешко ми е да зборувам за наградите, односно дали тие му помагаат на поетот да пишува подобро или пак предизвикуваат психички кочења. Секој поет поинаку реагира на наградите. Јас лично не баш најдобро ги поднесувам наградите, но тоа ме израдува, се разбира, што ме помнеа во далечна Македонија, што го помнеа мојот труд. Moi drodzy przyjaciele, jestem bardzo wzruszony. Драги мои пријатели, многу сум возбуден. Сакам да ви заблагодарам на сите, и на организаторите на приредбата, и на представниците на печатот и на телевизијата, со кои имав можност да водам многу интересни разговори за поезијата. Spędziłem tu w Strudze niezapomniane
Ovde vo struga pominav nezaboravni denovi i noći isполнети со поезија. Цела струга во овие денови и ноći дишеше со поезија. Нив нема да ги заборавам до крајот на мојот живот. Многу ви благодарам. Полската литература и поезијата се разбира е една од омилените литератури кај нас. Едни од значајните имиња на оваа литература се и Миечеслав Јаструн, Јарослав Ивашкиевиќ, Адам Важик и други, но се чини дека Леополд Стаф и групата Скамандар, што ја предводеше како да се провлекува во вашето интересирање за поезијата. Посочете ни ги карактеристиките на оваа група поети и каква беше нивната улога во полската поезија? Скамандер, група Скамандер. Група Скамандра одиграва олбжимију роле. Групата Скамандар одигра огромна улога, но тоа всушност беше група која по војната речиси сосема го изгуби своето значење. Prawie straciła zupełnie znaczenie. Jej rolę dla młodych poetów przejęła awangarda z Julianem. Незината улога за младите поети ја презеде авангардата на чело со Јулијан Пшибош и Тадеуш Пајпер. Леополд Стаф ми беше близок како човек. U poety Stafa się mniej uczyłem. Kochałem go jako człowieka. Помалку учев од поетот Стаф, го сакав како човек. Во неговата поезија не барав поетски и технички проблеми. Така некако чудно се случи што тој стар мајстор, тој прекрасен класик за овие проблеми зборуваше со мене како со врсник. Ми велеше со една пријатна насмевка: Господине Тадеуш, ние заемно учиме, а меѓу нас постоеше разлика од 40 години. Ми се чинеше како да сум првиот човек што рекол добар ден, вода, сонцето изгрева. Создадов поезија за исплашени и осамени. Се учевме да зборуваме од почеток, таа и јас. Која е силата на поезијата? Дали таа може да го менува светот? Да влијае врз менувањето на неговата свест? Nie może. Не може. Зошто не може? Зачим не може? Nie ma żadnego wpływu na realne układy. Тоа нема никакво влијание врз реалните односи на светот, апсолутно. Тогаш, дали поезијата може да биде употребена, злоупотребена и во кои случаи? Może być wykorzystywana w złych celach, czasem Може. przez polityków. Понекогаш може да биде злонамерно искористувана, на пример, од страна на политичарите. Може да се користи и за дидактички цели на училиште. Prawda. Ale przez to nie ma siły. Но поради сево ова, таа нема сила да го менува реалниот живот. Wszystkie inne formy. Сите други форми, па дури изборувањето во проза, веројатно има поголема сила и може да предизвика некакви промени. Така, на пример, кога во војската наредбите би се издавале во стих, никој не би ги извршувал. Nikt by ich nie wykonywał. Само очаен човек или нихилист може да ја опишува со профани слики убавината, додека пред нашите очи умира вистината. Само очаен човек или резигниран ги опишува цветовите на вишните, полниот месец, полните во градината, слегувајќи уште еднаш во ладниот пекол на естетиката. Јас крикнував или молчев, не мислејќи на естетиката. Таков е изворот на мојата поезија и на поетиката. Крикот мора да се научи, а молчењето доаѓа по крикот, како смртта после животната бркотница. Се наоѓаме во време кога е зголемен интересот за прозата, за романот, за расказот и за некои други визуелни форми. Кои се патиштата по ваше мислење на современата поезија за да дојде до својот читател? Czy istnieje wzrost zainteresowania poezją? Nie wiem. Nie jestem Дали постои пораст pewny. на заинтересираност за Być może, поезијата, не ale знам, не сум баш сигурен.
Može bi, no to je čuden problem, zašto porasnata je zainteresiranost da se pišuva poezija. Ima sve poveće poeti. Site pišuvaat pesni. Počnuvajki od političarite, a završuvajki so penzionerite, filozofite, generalite, babite, frizerkite, dodeka pak pološe so čitanjeto. Site saka da pišuvaat, a malkumina se onije što saka da čitaat. Jaka jest droga współczesnej poezji, by dojść do swego czytelnika? Каков е патот на современата поезија за да дојде до својот читател? Читателот треба да го бара патот за да дојде до поезијата. Поезијата нема да го бара овој пат. Читателот понекогаш со напор, со љубов мора да го бара патот за да дојде до поезијата. Зашто ако седи и чека таа да дојде кај него, тој мора да се потруди, да ја сака, да го бара тој пат. Тоа е основно. Кај повеќемина творци, минатото има директна поврзаност со детството. Какве беше вашето детство и дали вие црпите од тој бунар на детството? Jest piękny wiersz Adama Mickiewicza. Постои една прекрасна песна од Адам Мицкиевич, кратка и една од најубавите песни во полската поезија. Polały się łzy czyste, Потекоа солзи чисти и дрочни врз моето детство идилично и ведро. anielskie, na moją młodość, Врз мојата младост глупава и облачна, врз моите години возрастни, врз моите години поразни. wiek klęski. I ten wiersz zawiera odpowiedź na pani pytanie. Во оваа песна е содржан одговорот на вашето прашање. Еден одговор што е проширен со целиот свет, со целиот гений на Мицкиевич. Во оваа песна е содржан целиот човечки живот. Може би уште кај Хелдерлин постои песна од ваков тип, кратка. Tego typu wiersz, krótki. A moje dzieciństwo było А моето bardzo детство беше piękne, многу było убаво, sielskie. идилично. Се разбира, имаше таму и солзи. Były tam i łzy. Oblicze ojczyzny. Ликот на татковината, Ojczyzna to kraj татковината тоа е dzieciństwa, земја на детството, miejsce место на urodzenia. раѓање. To jest ta mała, najbliższa ojczyzna. Тоа е таа мала, најблиска татковина. Miasto, Град, miasteczko, градче, село, wieś, улица, дом, двор. dom, podwórko, pierwsza miłość, Првата љубов, las na шумата на horyzoncie, хоризонтот, гробовите. groby. W dzieciństwie poznaje się kwiaty, zioła, Во детството ги запознаваш цветењата, билките, житата, zwierzęta, животните, pola, нивите, łąki, ливадите, сонцето, овошјето. słowa, owoce. Ojczyzna się śmieje. Татковината се смее. На początku почетокот ojczyzna татковината е jest близко, blisko, колку na една испружена wyciągnięcie рака. ręki. Дури подоцна расте, Dopiero później крвави, боли. rośnie, krwawi, boli. Во 1942 година вие им се приклучивте на партизанските одреди за ослободување на Полска и тогаш всушност вие ја објавивте вашата прва книга Шумски еха, која што по податоците што јас ги имам е загубена. Раскажете ни за судбината на оваа ваша книга. Dokładnie pamiętam, kiedy wstąpiłem do oddziału partyzanckiego. Точно се сеќавам кога стапив во партизанскиот одред. Тоа беше август 1943 година. Значи пред 40 години. Поминаа 40 години. Зашто и сега, кога седам на оваа македонска ливада, е август. Na macedońskiej łące. Patrzę na góry. Minęło 44 lata, prawda? Bo w 43. И гледам планините. Поминаа 44 години, нели? Навистина, тогаш напишав една книга, Шумски еха. Насловот го зедов од Стефан Жеромски, еден од најголемите наши прозаисти. Романтичар, прекрасен писател за мене тогаш. Сега поинаку го гледам. Dla mnie wtedy. Teraz patrzę na niego inaczej. On napisał Echa Leśne.
Той ја напишал Шумски еха. Јас овој наслов го седов од него. Оваа книга не е изгубена. Ја сочувал во текот на сите овие години еден мој пријател и во минатата година таа беше издадена. Во истата форма како што беше издадена во Шумата, во одредот, само што е збогатена со слики што се зачувале. Роден сте во Радомск, мало провинцијско градче, а сега живеете во Шлезија, во Вроцлав. Кои се причините што се определивте да живеете овде, во Вроцлав? Wrocław jest bardzo pięknym, otwartym Вроцлав miastem. е прекрасен, отворен град. Кога се населува во него, тој беше полн со цветиња, беше светол. Сега се разбира, тој се измени, како што и се друго впрочем се менува. Никогаш не сакав да живеам во Варшава, во главниот град. Таму има премногу интереси, премногу бучава, премногу уметници, писатели и така натаму. Но Варшава ми е доста мила. Живеам во Вроцлав и веројатно таму ќе живеам до смртта. Дај Боже долг и среќен живот. Вашата песна во средиштето на животот, како да го означува вашето творечко кредо. Што значи за вас да им се врати вистинската смисла на зборовите, за да може да ја извршат својата комуникативна функција? Wiersz w środku życia mówi najprostszими Песната во средиштето на животот со наедноставни поетски средства зборува за враќањето кон животот. Jest to jeden z tych wierszy, gdzie Таа е една од оние песни во кои свесно се лишив од секакви метафори. Trudno mi o tym wierszu w takiej rozmowie mówić. Тешко ми е во еден ваков разговор да зборувам за таа песна. Всушност, ја напишав таа песна, но не сум специјалист кој што би можел мудро да ја објасни како некој професор или добар критичар. Jakiś profesor czy krytyk. Тој подобро би го направил тоа. Тешко ми е да зборувам. Да. Trudno mi jest. Добро, тогаш дали да ве прашам какво значење има метафората во вашата поезија? Można pisać. Nie wiem, czy Може, trzeba, може да се ale пишува. można. Не знам дали Można треба, но zawsze може да се pisać. пишува. Tylko, Може że секогаш trzeba да се wiedzieć, пишува. po co. Само треба да се знае зошто. To jest problem. Во тоа е проблемот. Може би сум песимист, може би сум злобен, но ми се чини дека голем број поети испуштаат глас, дека пеат, не знаејќи секогаш зошто. Że śpiewa, nie zawsze wiedząc dlaczego. No, mówi po Едноставно prostu, велат. pisze, bo musi, Пишувам зашто морам, ale dlaczego? но зошто? Nie wiem. По крајот на светот, по смртта, се најдов во средиштето на животот. Се пресоздадов в себе си, го обновува в животот, луѓето, животните, пределите. Тоа е маса, зборував, тоа е маса. На масата леб и нож, со ножот леб се сече, со лебот луѓето се хранат. Човекот да се сака треба, повторував ден и ноќ. Што треба да се сака? Одговарав, човекот. Тоа е прозорец, зборував, тоа е прозорец. Зад прозорецот градина, во градината јаболкница гледам. Јаболкницата цвета, цветовите отпаѓаат, заврзуваат плод, зреат. Татко ми скина јаболко. Човекот што скина јаболко ми е татко. На прагот од куќата седам. Старицата што најаже коза влече попотребна и подрагоцена од 7 светски чуда. Кој мисли и чувствува дека таа е непотребна, човеко убиеце. Тоа е човек, тоа е дрво, тоа е леб. Луѓето се хранат за да живеат, повторував. Човечкиот живот е важен. Човечкиот живот големо значење има. Вредноста на животот ја надминува вредноста на сите предмети што човекот ги создал. Човекот е големо богатство, повторував упорно. Тоа е вода, зборував, ги милував брановите со рака и со реката разговарав. Водо, зборував, добра водо, тоа сум јас. Човекот на водата изборуваше, на месечината изборуваше, на цвеќето, на дождот,
на земјата изборуваше, на птиците, на небото. Небото молчеше, земјата молчеше, и ако сепак глас тој слушна што од кај земјата, што од кај водата и небото доаѓаше, глас на друг човек беше тоа. Некои од вашите драмски текстови беа изведувани на театарските сцени во Југославија. Какви се вашите искуства на тој план? Wiem i od tłumaczy, i od reżyserów, od aktorów, Знам од преведувачите, од режисерите и од артистите дека моите дела биле поставувани почнувајќи од картотека уште пред многу години. Например во Ателје 212, но тоа беше пред 20 години, не се сеќавам веќе. Други се подготвувале за други дела. Биле поставувани во Сараево, ги поставувале полски режисери во вашите театри или пак ги поставувале ваши режисери. Albo robili wasi reżyserzy. Wszystkich nie pamiętam. Sprawy niektóre dotyczą Не се сеќавам на сите. Некои работи се однесуваат на минатото. w Skopje. Знам само дека сега во Скопје се подготвува поставувањето на Стапица, хронолошки земено последното мое дело. Ostatni mojej sztuki. По Стапица не W напишав друго Skopłance дело. Nie napisałem żadnej sztuki. Jest to sztuka z roku 1900. Тоа е дело од 1980 година. Значи поминаа веќе многу години. И тоа дело ќе го поставува полски режисер. Никогаш не доаѓав на премиерите. Дојдов само еднаш, во Сараево, зашто беше дојден еден полски театар и токму тогаш се прикажуваше едно мое дело во Сараево. Знам дека се поставувале и во Загреб. Значи, за се во ова знам, но не сум ги гледал представите. А представата може да се оценува само ако се гледа. Не може да се заклучува од прераскажаното и од рецензиите. Особено не може да се заклучува од рецензиите. Pierwszy tom moich wierszy w języku macedońskim Првата збирка од мои песни на македонски јазик е објавена во 1965 година. Преведувачот и пријателот Ацо Алексиев тогаш напиша: Aco Aleksiejew pisał wtedy. Tadeusz Różewicz Тадеуш Ружевич е релативно млад автор. Mład autor. Minęło 20 Помина lat, 20 години и веќе сум релативно jestem стар автор. już relatywno stary autor. Pan... Pamiętam młode oczy, młode usta. Ги помнам младите очи и Pamiętam младите wiecznie усни. młode anioły, Ги помнам вечно младите ангели во старите храмови, што ја слушаа нашата поезија. które słuchały naszych poezji. И не сакам да верувам Nie chce дека mi się помина wierzyć, 20 години. że minęło 20 lat. Кафезот толку долго беше затворен, што во него се испили птица. Птицата толку долго молчеше, што кафезот се отвори рџосувајќи во тишината. Тишината толку долго траеше, додека за црните прачки не се разлеа смеја. Есен е, птичка килибарна прозирна, од гранка на гранка капки злато носи. Есен е, птичка рубинова блескава, од гранка на гранка капки крв носи. Есен е, птичка небесно сина умира, од гранка на гранка капка дождовна паѓа. Przez 40, a może już 50 lat pisałem językiem zwykłym, mową 40 или powszednią, можеби 50 години пишував со обичен јазик, со секојдневен говор, со едноставен јазик.
Сиот мој поетски труд е борба за тоа на соодветните нешта да им дадам збор, како што рече полскиот поет Ципријан Норвид. На поетите често им се поставува прашањето: зошто пишувате? Dlaczego pan pisze? To pytanie zadawano mi w licznych wywiadach. Ова прашање ми го поставуваа во многобројните интервјуа и авторски вечери. Во текот на многу години давав разни одговори, како и голем број мои колеги. Пишувам зашто морам, зашто нешто ме тера да пишувам, зашто пишувањето е мојот живот. Годинашниот венценосец на Струшките вечери на поезијата, знаменитиот полски поет Тадеуш Ружевич е еден од највпечатливите представници на современата поетска уметност. Тој е од оној ков творци за кој наполно важи ознаката поет на своето време. Неговата појава во поезијата е настап од средишето на животот. Неговиот говор е глас на една маркантна визија на нештата од судбоносна важност и далекусежно значење. И самиот излезен од пеколите витли на еден голем светски прелом, Тадеуш Ружевич даде негова потресна поетска проекција. Го изрази тоа на изворен начин, со автентични потези на прониклив, сензибилен и инвентивен уметник. Ружевич е строг протагонист на песната, сватена како резултат на максимум содржина изразена со минимум средства. Не му памтам ниту име, ниту пейсаж во кој растело. Не памтам дали тоа дрво го познав со око, уво, дали беше шум, мирис, боја. Не памтам дали се појави во снегот или во сонцето. Првото животно, не му го памтам гласот, топлината, обликот. Сите животни имаат своји имиња, само првото е скриено незнајно. Дали има нешто што не ве прашавме, а вие што би сакале да ни кажете? I to by było za kraj na naszych razgovor. Oczywiście nie spytała pani i pani o tym wie i ja wiem o wiele, prawda, spraw, o wiele rzeczy. Pytają mnie bardzo często. Се разбира, и вие знаете, и јас знам дека не ме прашавте за многу работи. Често ме прашуваат дали сум оптимист или песимист. Дали, например, верувам во иднината на човештвото. Јас сум оптимист, но не верувам во иднината на човештвото. Таа работа ја гледам многу мрачно. Иако сум оптимист, како што реков, ја гледам мрачно. Nie wiem, czy chodzi mi o przyrost naturalny niepohamowany, czy coś groźnego, co się gdzieś tam... Не знам дали овде станува збор за невоздржаниот наталитет или пак за нешто опасно, што некаде таму демне на нас. Nie wierzę, wie pani, w rozwój moralny i etyczny ludzki. Не верувам во моралниот и етичкиот развиток на човештвото. А ако не верувам во моралниот и етичкиот развиток, тоа значи дека не верувам воопшто во развиток. Според мене се зголемува квантитетот, а не се подобрува квалитетот. Ова што го велам е жално и за мене. А кога ве гледам вас, тешко ми е што кажувам вакви работи, но јас така мислам и така чувствувам. Ви благодарам за разговорот и за одговорот на непоставеното прашање. Благодарам. Беше многу мило што можев во овој прекрасен пейзаж да зборувам со вас. Ви благодарам.